Ќе лежи ли Сашо Мјалков 9 наместо 12 години затворска казна? Оти едно од делата за кои има пресуда е застарено. Дали навистина е застарено или судот остава простор за политички договор? Според неговите адвокати, 3 години од неговата затворска казна која е за делото примање награда нема да има ниту во првостепената пресуда, со која е осуден на 12 години затвор, бидејќи таа се уште не е напишана. Застаре на 1 март оваа година, со оглед дека во обвинителниот предлог беше наведено последното наводно дејствие било преземено во текот на февруари пред 6 години, значи 2015 година, кое секако не е точно. Меѓутоа, по изминувањето на сите овие 6 години, не постои можност за кривичен прогон и не постои можност оваа казна да екзистира во писмената пресуда на судот, доколку истата биде изработена по 1 март, имајќи предвид дека ние се уште не сме ја добиле писмената пресуда и најверојатно истата во моментов се изработува, според мене сметам дека не би можело ова дело да биде во склоп на пресудата, односно во склоп на казната која што му е изречена. Аналитичари и познавачи на правото велат дека тврдењата на Василев се правна измислица. Пресудата за Мјалков од кривичниот суд ќе излезе како што е запишана, односно за него ќе има затворска казна од 12 години. Откако апелација ќе ја донесе правосилноста, одбраната ќе може да се жали, но повторно последниот збор ќе го има судот. Судот по службена должност внимава на застареноста на делото за апсолутната и релативна. Во овој случај, бидејќи пресудата била донесена на 24 и објавена на 26 февруари, кога де факто нема застарување на кривичното дело, доколку тоа настане во текот на жалба. Одбраната има право да поднесе жалба и да приговара во овој дел, а апелациониот суд е тој кој ќе оцени дали настапила апсолутната застареност. Сите овие изјави кои ги слушнавме деновиве дека делото ќе му било намалено и ќе се одело со 9 наместо 12 години казна, се правна измислица и нема основа во законот. Секој што тврди така, нека посочи на кој член се повикува. Единствено што ја останува на одбраната, а ако тезата е дека делото застарело, тоа да го напише во жалба, а апелациониот суд кога ќе ја разгледува, тогаш ќе каже и само суд може да констатира дека одредено дело застарело. Поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков доби затворска казна од траење од вкупно 12 години во случајот Таргет тврдина. Беше прогласен за виновен за делото примање награда за противзаконито влијание, а осуден беше и за злосторничко здружување и злоупотреба на службената положба.